Нестор Огенар, 1947-2024. Човек од ранг и родолюб. Неодамна по кусо боледување во Њујорк, Соединетите Американски држави, почина професорот Нестор Огенар. Раритетна личност, човек од сојот на таквите, кој Диоген напладне ги бараше со фенер, голем родолюб, кој живееше за Македонија и се хранеше од љубовта кон неа. Роден е во 1947 година во семејство на трговци, земјоделци од тетовското село Волковија. Детството и раната младост ги поминува во Тетово, Гостивар и Битола, каде го завршува средното образование. Во 1969 година заминува за САД, каде дипломира англиски јазик и книжевност со драма на Хантер, коледжот на Градскиот универзитет во Њујорк. Во 1973 се враќа во Македонија и работи како професор по англиски во Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ. Наскоро се венчава со својата животна сопатничка Милица и со неа се преселува да живее во Њујорк. Таму на Њујорк универзитетот се здобил со диплома магистер по филозофија и продолжил со докторските студии по англиски јазик и книжевност, делејќи го животот со сопругата Милица и трите деца. Тоа се некои елементарни биографски податоци од богатиот, човекољубив и родолюбив живот на Нестор Огенар родолюб. Со срце и душа, кој голем дел од животот несебично и го посветува на татковината. Еден е од основачите на Светскиот македонски конгрес. Бил шеф на неговата мисија при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк. Потоа тој е и прв председател на ВМРО-ДПМН во Северна Америка. Организирал и серија меѓународни конгреси и дебати за одбрана на македонското име и идентитет во САД, Канада и Македонија. Огенар исто така во последните десетина години од животот беше многу драгоцен член и на Македонски манифест. Со последниот здив, кога знаејќи дека заминува од семејството и татковината, како проштален завет, го напиша својот заветен пост во кој вели: "Овој пост го пишувам како македонец, роден, растен и воспитан во Македонија, со македонски дух и свест. Кога некои таму утре ќе го слават денот на независноста, да ги потсетам дека се уште живееме во анамнеза што трае веќе 33 години. Слават една окупирана, незаконска и вештачка држава без име, знаме, идентитет, без јазик, историја, минато и без црква, понижени и исмејани од целиот свет. Тоа е вистината и реалноста што ги гледам. Но секому по своето. Посакувам да ве закрепне топлината на сонцето на Македонија. Нека му е вечен споменот." Македонски манифест, Евтим Клетников. Нов Асном изразува сочувство до фамилијата на почитуваниот патриот Нестор Огенар. Нов Асном се обврзува да ги следи стапките по кои одеше Нестор и да го продолжи нашиот неотповиклив и неотстапувачки борбен пат, се додека не си ја вратиме и возобновиме Република Македонија. Тоа е заветот за кој ние се бориме. Се простуваме со твоите зборови, изречени на 17 август 2024 година на Фејсбук. Македон
и ум. Господе, само Ти можеш да ја спасиш Македонија од нас самите. Каде е Македонија денес? Почитувани македонки и македонци. Одговорот на ова прашање нека го даде секој од вас според собствениот избор и убедување. Јас мојот го споделувам со сите вас. Македонија во свеста на живата генерација, на македонскиот народ. Свест, ако немам, македонец не сум. Не барајте ја Македонија во политичарите, нивните партии и лидери. Не барајте ја во платформи, договори и референдуми. Не барајте ја во меѓународната заедница, Европската Унија, Организацијата на Обединетите нации или НАТО. Не барајте ја во мапите, книгите и историјата. Не барајте ја по црквите. Не барајте ја во гробовите на починатите предци. Ако ја барате Македонија, прво треба да ја откриете во сопствената свест, како предуслов да ја најдете и во националната. Како предуслов да ја најдете таму каде што била од секогаш, од памтивек, чекајќи ве да ја откриете. Барајте ја во свеста. Во пајажината на вашата свест, се уште недопрена со раката на неуморниот, неисплашениот, љубопитниот и смелиот македонски истражувач. Ако таму не ја најдете, тогаш таа не постои за вас, затоа што вие не сте македонци. Гледано од историска перспектива, карактерот на еден народ, на една нација и држава е во свеста, а свеста е огледало на карактерот. Свеста е огинот во кандилото на љубовта. Свеста е Божјата икона на зидот, на алтарот на вечноста. Без таа разбудена свест во македонскиот народ, Македонија не постои. Збогум, Нестор.